Добре дојдовте во новата епизода на Хоризонт Телма. Јас сум Теја и денеска ќе отвориме една многу интересна тема, која што мислам дека за вас, но и за нашето општество е се уште можеби недоволно откриена и мислам дека многу малку се зборува. Станува збор за когнитивната безбедност. Па затоа и одлучив да го повикам мојот денешен гостин на подкаст да позборуваме малку, бидејќи тој има истражувано баш на оваа поле. Со мене денеска во оваа епизода е Александар Мирчевски. Тој е истражувач, млад истражувач во областа на безбедноста и е мастер студент. Здраво, Александар, како си? Здраво, добар сум и најпрво благодарам за поканата и можноста да бидам дел од вашата емисија. Да, ја се почнав да истражувам токму за таа тема што ја најавивте, когнитивна безбедност или когнитивно војување, и мислам дека ќе би било интересно за гледачите. Така, не сме мислам, кога се зборува за безбедноста, се зборува за сајбер безбедноста, но еве јас кога се подготвував за оваа епизода, кога ги прашував моите колеги, многу од нив кога ќе спомнеш когнитивна безбедност, всушност и не знаат за точно што станува збор. Еве најпрвен би сакала да ја отвориме темата за безбедноста. Еве ти си мастер студент на Институтот за безбедност при Филозофскиот факултет, а претходно имаш дипломирано безбедност. Дали ќе можеш прво општо да ни кажеш како стигна до оваа тема да истражуваш и што те поттикна? Прво, нели, основата за безбедноста, па и понатаму како дојде до тоа баш да те интересира когнитивната безбедност. Па вака, најпрво нешто општо за безбедноста, нели, што представува таа. Значи, во литературата има безброј дефиниции од многу автори, од секакви можни гледни точки, но генерално безбедноста се занимава со тоа дали постојат некои закани, какви се тие закани, кои се носителите на заканите и слично, и како тоа, нели, кои се способностите и капацитетите за да се справиме со тие закани и што сакаме да заштитиме, нели. И така безбедноста првично или традиционалниот концепт за безбедност е националната безбедност, односно каде што главен референтен објект, да речеме, е државата. Потоа како со текот на времето се развиваат и други концепти, почнувајќи хумана безбедност или човекова безбедност, каде што поединецот е, нели, центар на безбедноста. Па имаме еколошка безбедност, регионална безбедност, меѓународна безбедност, приватна, корпоративна и така натаму. Но генерално тоа, нели, се занимава со проучување на заканите и кон кои вредности и слично. А ја конкретно за оваа тема когнитивна безбедност ми инспирираше од концептот за когнитивно војување, кој е исто така доста нов. Така, како го најде, бидејќи еве ти кога за време на твоите студии, кога учеше безбедност, нели, повеќето би се поврзале со сајбер безбедност. И многу мислат дека когнитивната безбедност е всушност сајбер безбедност. А која е разликата тука? Па внимавајте, бидејќи когнитивна безбедност е доста нов концепт и всушност дел се е насочено кон вештачката интелигенција, нема никаква поврзаност со безбедноста во контекст на кој зборуваме денес. Тука е поврзана со вештачката интелигенција, но исто така поради појавата на когнитивно војување се појави тој концепт за когнитивна безбедност, што насочен, нели, кон заштита на когнитивните способности и капацитети на човекот. А сајбер безбедноста се однесува на информацијскиот простор повеќе, нели? Така, да, но како дали тие всушност се поврзани или не се? Па се од смисла на тоа што когнитивното војување го користи и сајбер просторот на некој начин. Така, а што всушност е когнитивното војување? Како, дали јас како корисник, бидејќи кога веќе спомна дека е тоа во интернет просторот, како јас да знам дека некој когнитивно, еве да кажам, војува со мене, како јас можам да препознам некои знаци на когнитивно војување и со тоа, нели, да почнам да се заштитувам себе си? Па целиот тој концепт за когнитивно војување е изнеден или концепиран со тоа со појавата на технологиите за масовна комуникација, поконкретно, нели, мобилните телефони и социјалните мрежи, бидејќи пропагандата или психолошките информацијските информации офаќаат сега многу поголем број на луѓе. И треба да се прави разлика, например, меѓу психолошко војување и информацијско војување со когнитивното војување, бидејќи сите три се различни. Например, ако целта на психолошкото војување или на психолошките операции е да се влие врз тоа што мисли поединецот, когнитивното војување тогаш ќе биде
како мисли поединецот, односно начинот на кој ги прима нели информациите, или пак информацијското војување кое е повеќе насочено кон тоа да пренесе некоја информација до човекот. Когнитивното војување би било, односно неговата цел би била да влие што човекот ќе прави со таа информација. И токму нели благодарение на тоа што сите користиме социјални мрежи, социјални медиуми и така натаму, според некој токму тоа е потребата за да се изнајде овој нов концепт на когнитивно војување. Така, ова го почнуваме некако на почеток да ги објасниме по имите, но еве ти имаш посветено и цел дипломски труд баш за когнитивната безбедност и за когнитивното војување. И тука и јас имав и прилика, ти ми го испрати, јас чисто сакав да се внесам малку во делот на тоа и јас да се запознам, бидејќи знаев од прилика нешто, но не бев доволно информирана и кога читав, видов дека ти имаш објаснето и вака кога на интернет се истражува за колку вида на војување има и како тоа е поврзано. Еве од тука и сакам да те прашам, ако во минатото еве на пример се војувало најмногу на копно, тоа и ден денеска нели се прави, колку ние сме свесни дека војувањето, односно когнитивното војување е многу поизразено и самото сајбер војување, ајде така да го кажеме, е многу повеќе изразено денеска и се по присутно отколку она што е на копно. Или дали можеби тука сум грешка? Каков е твојот став? Видете, има за да поубаво го долвам се тоа, би објаснил нешто за она што се нарекува домен на војување, како што спомната нели копно војување. Значи домен на војување е простор каде што се изведуваат нели војните операции со цел да се наметне контрола врз тој домен или врз тој простор. И тука треба да се спомени дека во еден домен на војување се користат уникатни способности и капацитети само за тој домен. И исто така можно е присуство и на непријателски и на пријателски нели сили во еден домен. И исто така секој домен влијае врз сите останати домени, што значи дека се меѓусебно поврзани. И сега на почетокот, нели уште од античко време, како прв основен домен на војување е копното. Значи целта на војските тогаш била да воспостават контрола врз копнениот терен. Бидејќи таму се одвивале нели војните операции. И нели тоа подразбирало да се има повешти војници, подобра опрема и така натаму, па нели денес тоа се одразува на тоа да се има подобри тенкови, поклопни возила и така натаму. Потоа нели како се развива технологијата, односно појавата на бродовите и водата станува домен на војување, нели се настојува да се воспостави контрола врз тие клучни трговски патишта и слично. Понатаму како се развива технологијата, нели појава на авионите и слично, и самиот воздушен простор станува домен на војување и тоа е, како се вика, клучен елемент во доктрината на Соединетите Американски држави, односно тие настојуваат да воспостават најпрво контрола на тој домен за да може да ги контролираат на пример копнениот и водениот. Потоа како се развива технологијата во студената војна, се појавува и доменот на вселената, бидејќи нели сателитите почнува да се создаваат сателити со тоа да се пренесува комуникацијата нели од вселената кон сите останати домени, и самата технологија нели на сателитите им овозможува на војските да наблюдуваат тоа што се случува на теренот. Како напредува технологијата, појава на информацијските технологии, појава на информацијскиот простор и самиот сајбер домен или информацијскиот простор стануваат домен на војување и станува клучен бидејќи ги поврзува сите останати, посебно нели во модерните армии. И сега во војните кругови на НАТО, на Русија, на Кина и на останатите големи сили се појавува и шестиот домен на војување, а тоа е токму човековиот ум, човековиот мозок, нели. Односно се настојува да се воспостави контрола на човековиот ум и тоа се јави пред се, нели, како што рековме, поради појавата на социјални мрежи на телефони, односно бидејќи сите можат да бидат вклучени на некој начин во овој концепт, во когнитивното војување. Така, дали многу убаво ги објасни, дали сметаш дека паралелно денеска со војување на копно, вода, воздушно војување, нели,
дали истото тоа оди паралелно со когнитивното војување, бидејќи денеска според многу истражувања ние, особено младите, па еве и постарите, всушност сите луѓе кои што имаат пристап до телефон, до интернет, до социјални мрежи, на некој начин се изложени во тој медиумски простор каде што секој ден филтрираат многу и многу информации. Дали сметаш дека паралелно кога се војува и кога оние кои што војуваат имаат цел некоја одредена што сакаат да ја постигнат, војуваат и когнитивно со нас и на некој начин таргетираат определена држава, определен народ, општество и со цел полесно да можат да ја добијат битката. Па да, значи паралелно се војува во сите домени, особено ако на пример една држава реши да објави војна на друга, како што е случајот нели со Русија крај, односно Русија не објави војна, но војуваат како што гледаме на сите домени. Е сега во однос на когнитивното војување како домен на војување, тој станува клучен како домен, бидејќи се повеќе нели односно уште од Прва и Втора светска војна, војските, односно лидерите на државите мора да обезбедат поддршка кај народот, односно оправдување за посегнување кон било каков воен поход. И токму и тоа нели пропагандата се користела за да се оправда инвазија, да се отцрни непријателот и така натаму. Ама тоа секогаш на пропаганда така, како да, ја зборуваме. И тоа како се развива технологијата за масовна комуникација, така се јавува и таа потреба да се обезбеди таа поддршка, бидејќи нели луѓето се поинформирани и тука се јавува когнитивното војување. Се за да го долам ова подобро, би кажал збор или два за она што се нарекува платформа на војување. Значи платформа на војување е секој механизам, структура или возило на кој може да биде инсталирано, прикачено, монтирано некако вид оружје, се со цел тоа да стане поефективно. Например, ако на едно оклопно возило му се инсталира или монтира митралез, тоа оклопно возило станува платформа за копнено оружје или за копнено војување, за копнени операции, бидејќи сега митралезот има поголема мобилност, поголема заштита на неговите корисници така натаму, или пак ако на некој авион или на подморници им се инсталираат, монтираат нуклеарни ракети, тие стануваат платформи за нуклеарно оружје, бидејќи сега може да, нели, нуклеарното оружје може од нив да биде испалено, односно може да се Така, но како тоа е поврзано со когнитивното војување? Сега ќе дојдам до тоа. И се верува дека токму телефоните, односно социјалните медиуми се платформа за изведување на когнитивни операции, односно на когнитивно војување. А телефоните сите мислам дека денеска ги имаме и на некој начин сите сме или таргет или може да кажеме дека сме учесници во самото когнитивно војување. Токму така. Дали можеме ние всушност да се отстраниме со тоа ако имаме телефон, да не бидеме дел од тоа, или всушност ние пасивно на некој начин сме дел? Колку и да не го сакаме тоа. Тешко е дека целосно нели ќе одбегнеме таа когнитивна војна што се води, да речеме. Особено поради фактот што повеќето од нас се и зависни од телефоните, нели постојано ги користиме и постојано сме изложени на било какви информации и дури да не сме свесни дека се војува, значи можеме да бидеме и свесни дека се војува и дека не се војува, или пак можеме свесно да учествуваме или несвесно со тоа што објавуваме ние некои одредени информации. И сето тоа нели се гради таа како да опишам атмосфера на војување така, или на но еве когнитивното војување всушност не е нешто кое што го гледаме, туку на некој начин ако би го објасниле би било нешто што е внатре во нас. Како ти би го објаснил тоа? Еве, на пример, нашите слушатели и гледачи како би знаеле дека некој когнитивно војува со нив или тие се изложени на некаква когнитивна реалност или не знам атмосфера како што тие објасни. Дали на пример нешто што јас чувствувам, а сум прочитала за одредена војна ми предизвикува такво и такво чувство што мене на некој начин ме насочува да размислувам за одредена тема поинаку од што би требало да размислувам. Бидејќи нели е испреплетено со психолошкото и со информацијското војување, дури некој вела дека е синергија на психолошко и информацијско војување, тешко е да се каже како или да се открие дали некој е на пример директна цел на когнитивно војување и како тоа да го примети, меѓутоа значи самите информации се како клучен елемент и еве да посочам еден пример на што би било когнитивно војување.
на пример, бидејќи ни тоа влијае врз процесот на кој ги примаме информациите и како создаваме смисла од светот. На пример, кога непосредно пред да биде Украина нападната од Русија, разузнавачките служби, посебно на Америка, предупредува дека тоа ќе се случи, дека ќе има напад. Повеќето луѓе, особено оние кои беа нели да речеме анти-НАТО, анти-Америка настроени, не верува дека тоа ќе се случи. Кога се случи тоа, они не си ја призна да речеме грешката дека разузнавачките служби на Америка биле во право, туку тие почнаа да наоѓаат начини како да оправдаат инвазијата. Или дека била Русија предизвикана и така натаму, и тоа е всушност когнитивното војување. Така, но дали мислиш дека тоа стратешки било направено од нив да ја пушта таа информација дека најверојатно ќе биде нападната Украина и дека ќе започне војната? Дали мислиш дека тој дел е на некој начин подготвен од нив за да може веднаш да биде и во тој домен и во тој домен? Бидејќи како што рековме, нели потребно на секоја држава да вложи труд во тој когнитивен домен пред да започне било каква воена акција. Русија таа когнитивна кампања водеше уште од 2014, нели кога се случија сите тие тензии и конфликти и слично во украинското општество, поттикнати од Русија. Меѓутоа, ете што рековте, дали разузнавачките служби сакале намерно или намерно објавиле таа информација, па нормално дека ќе објават бидејќи имаат наоди дека ќе се случи таква инвазија и сакаат да информираат јавноста, нели? Бидејќи потоа кога евентуално ќе се случи тој, тие ќе имаат како се вика некој оправдување или нели? И таа когнитивна стратегија или когнитивно војување што ја води Русија во Украина се сведува на пласирање на некои наративи од типот тоа дека нели НАТО агресивно се проширувал кон Русија, кон границите на Русија, иако НАТО има граници со Русија уште пред да се случи војната во Украина. Потоа нели дека се вршел геноцид врз руското население, иако во 2014 и 2015 кога започнува таа граѓанска војна во Украина, тогаш се најголемиот број на жртви и тоа 90% се воени жртви, а потоа како поминува времето се до инвазијата, бројот на жртви толку многу опаѓа што годината пред да започне војната околу 20 жртви, ако не се лажам. Да, тоа беше период 2022 година, кога започна они го викаат инвазија. Јас од тоа што истражував, ама и ние повеќето од нас некој го вика инвазија, особено нели русите, или воена операција, така би специјална воена операција. Останатите ја викаат дека е војна. И всушност на некој начин е војна и се војува бидејќи две страни се зафатени, една страна напаѓа. И сега сакав од тука да те прашам дека порано кога се војувало на бојното поле. Денеска, освен тоа што се војува на бојното поле, примерот ќе го земеме со копно, сите ние сме изложени на војната на интернет. Не само тоа што медиумите пласираат информации за тоа каква е состојбата, колку жртви има, колку погинати има, што се има случано до сега, каква е состојбата на терен. Но од тука сакав да те прашам, јас како млад човек отварам социјални мрежи и нонстоп сум изложена на информации поврзани со, пример ќе ја кажеме, војната во Украина. Тоа најчесто нели и всушност е предизвикано од самиот алгоритам кој што гледа дека јас се почесто и почесто сакам да гледам таква содржина. И на некој начин го храни алгоритмот и го тренира да оди во таа насока. Како мислиш дека когнитивното војување настапува во овој дел, бидејќи ако одредени луѓе имаат информации за тоа дека јас сакам да гледам таква содржина, како преку когнитивното влијание од нивна страна, односно она негативното, може тие да влијаат врз мене и да ме пренасочат, односно да искреираат на некој начин некакво мислење, насока, за да јас можам да размислувам за нивна полза. Така, значи тоа што го споменате со алгоритмите, станува збор за така наречениот ехо комора ефект. И тоа е предизвикано од тие алгоритми кои всушност собираат информации за нас и ни пласираат одредена содржина, персонализирана.
Значи тие не се толку насочени кон тоа да ни пренесат вистината содржина или корисна содржина, туку тоа што не интересира, односно тоа што го алгоритмите следат одредени параметри, како колку време поминуваме на некоја објава, што лајкуваме, што коментираме и така натаму, и тие ни пласираат информации, на пример, што веќе ќе ни ги потврдат одредени ставови. И со тоа на некој начин ни се стеснува светогледот, односно не сме изложени на критички информации и слична, и тоа предизвикува и подолба или поларизација во општеството, и тоа е една од клучните проблеми кога е во прашање когнитивното обување. А до толку е голем проблемот што алгоритмите може да бидат изманипулирани од армија на ботови или од армија на лажни акаунти, така што некоја информација можеби ја гледаме само поради тоа што одредена армија на ботови или нели некој што имал некаква агенда успеал да го пренасочи алгоритмот да направи некоја вест попопуларна и таа да биде пласирана на повеќе медиуми или на повеќе корисници. Така, но како може да го направа тоа? Како може баш да ме таргетираат мене и не знам да ме опколат со ботови за да го сменат моето мислење, односно да го сменат алгоритмот кој што јас всушност го користам. Моментално нели сите што создаваат содржина на социјалните мрежи можат и да си платат одредена рекламација и слична. И некој дури вела дека одредени од тие фейк акаунти или некои медиуми што не се зад кој стои само еден човек и слично, дека добива да речеме некој финансиска помош од одредени центри на моќ, која е тешко да се докаже, и тие така си ги бустираат нели гледањата. Сега они конкретно може да не таргетираат нели поединци, туку информациите што ги создаваат за таргетирана група на луѓе, например, не знам, за млади луѓе содржина или за постари луѓе содржина, и врз основа и они имаат нели информации според акаунтите кој колку години има и која возраст е, например. А според демографската. Да, и врз основа на тоа создаваат тие што сакаат нели да пласираат такви информации или таков наратив, создаваат стратегија и слично и ги пласираат, односно ги насочуваат информацијските операции, да кажеме, кон таа одредена структури, и користат алгоритмите на социјалните мрежи кои, како што рековме, имаат за цел да максимизираат користењето на социјалните мрежи, нели, односно да го зголемат профитот на некој начин на компаниите. Така, да, ама како ти од твоја перспектива гледаш на тоа? Дали ти понекогаш мислиш дека сега сум нападнат од армија на ботови, само вакви работи ми излегуваат? Јас понекогаш, например, од моје лично искуство, јас кога користам социјални мрежи, например, кога ќе се случи или кога ќе биде во ек некоја тема, и јас мислам дека како јас да сум нападната не од медиумите што нонстоп нели мо објавуваат или од луѓето кои што нонстоп коментираат за одредена тема, туку понекогаш се чувствувам како да сум влегла во некој дел во интернетот што ми излегуваат работи кои што јас не ги ни сакам да ми излегуваат, но на некој начин како ми излегуваат тука се, и нели со повеќе скролање и со помалку задржување на такви содржини ќе го исчистиме нели алгоритмот и ќе се вратиме на нашиот нов, но понекогаш тоа е невозможно. Дали тебе ти се има случајно такво нешто и дали бидејќи имаш истражувано во тој дел, дали можеш да препознаеш веднаш или понекогаш имаш потешкоти тоа да го препознаеш и на некој начин и да не можеш да го тргнеш? Дали ти се случувало такво нешто? Сите имаме нели некои логички или когнитивни грешки што ги правиме, но доколку сме свесни за тоа, полесно можеме да откриеме дали сме таргет на некоја когнитивна операција или когнитивна или информацијска психолошка операција, sejedno. Се приметува кога ќе истражувате постојано, да генерално се приметува што е од прилика лажна вест, или не мора да е лажна вест, може да е полувистина или полуфакт, или вистина пласирана на одреден начин, односно некој сензационалистички наслов или екстремистички наслов. Не мора да е нужно нели лажна вест самата од себе. Или на пример, конкретен пример ќе ви кажам, сум заследил некоја страница засловена Tech Times на Facebook. Значи страница што би се занимавала со нели напредокот на технологијата и слично. Да. Сега гледам дека таа страница има 900.000, скоро 1 милион следбеници. И мислиш дека е веродостојна?
Да, така делува на прв поглед. Меѓутоа, последниве година дена таа страница постојано пласира информации што не се воопшто поврзани со технологијата, туку со, на пример, не знам, случувањата во Украина, случувањата во Израел, во Иран, било каде. И на некој начин се запрашувате дали таа страница има некоја агенда за сето тоа. Бидејќи едно време постојано збореше за откривање на руска вакцина за рак, постојано, значи секој месец го доловуваше тоа како да е некој ново откритие, нели? Тоа беше една од ретките такви страници, нели, таа руска вакцина за рак, што е се уште не се знае точно за што станува збор. Меѓутоа постојано го пласира тој наратив и некои други одредени наративи, и сега човек може да се запраша, чекајте дали таа страница е наменета за тоа да го објавува или за нешто друго. А што мислиш дека е позадината на сето тоа, на пример кога се пласираат, на пример содржината не се поистоветува со самата страница? Може да станува збор за промена на името на страницата, нели, ако претходно била за нешто друго, собрала еден куп следбеници врз основа на тоа, сега само ќе ја смене името на страната. Меѓутоа, исто така може да стане збори за преземање на тој акаунт од некои други, да речеме, актери или агенти или како сакате, што имаат таква намера да пласираат одредени лажни информации или одредени наративи. Значи едноставно преземање на таа страна, дали ја купиле, дали се договориле со тој што ја поседувал таа страна, или не е ни толку релевантно тоа. Да, така. Јас сакам да се навратиме малку, бидејќи ти си уште си студент на мастер студии си, сакав да го поврземе тоа и со тоа како кај нас се изучува безбедноста. Во смисла, еве, ти си на Институтот за безбедност при Филозофскиот факултет, но знаеме дека има и други факултети кои што, нели, имаат прилика и дават, нели, можност на студентите да се образуваат во делот на безбедноста. Каков е твојот став? Дали мислиш дека безбедноста која што се учи на другите факултети е поразлична од безбедноста која што ти ја учиш, и каква е насоката? Еве, на пример, кога ти ќе кажеш дека студираш безбедност, каков е најчесто ставот на луѓето кои што те прашуваат или сметаат дека безбедност, не знам, армија, војска, или безбедност можеби МВР, како мислат во која насока мислат денеска луѓето, односно дали знаат всушност дека безбедноста е многу поголема отколку што, нели, сме запознаени ние барем во нашето општество, и нели кога ќе спомне, а ни па да спомнеме, нели, сајбер безбедност, па и когнитивна безбедност. Така, еве ќе ви кажам конкретен пример со мене. Секогаш кога ќе кажам дека студирам безбедност, веднаш ги асоцирам на факултетот за безбедност во Идризово, бидејќи малку луѓе знаат дека има и, нели, на Филозофскиот факултет Институт за безбедност, одбрана и мир. Сега тој факултет за безбедност во Идризово, иако има и, ако не се лажам, насока за меѓународна безбедност, тој е повеќе насочен кон криминалистиката, кон полициските работи. Исто така имаме и воена академија, нели, која е насочена повеќе кон одбраната или кон воената вештина. Имаме некои приватни факултети за детективи или било што. Сега Институтот за безбедност на Филозофски факултет ја изучува безбедноста од еден поинаков аспект, односно многу поопширно, многу повеќе теми опфаќа, значи од глобализација до кризен менеджмент, до приватна безбедност, решавање на конфликти, меѓународни односи, значи има многу полиња и на некој начин му возможува на студентот да се пронајде себе си во некој од тие и да го насочи својот интерес и внимание кон таа тема и да стане експерт или професионалец, нели, во таа насока. Така, еве, што освен тоа што јас го направив, еве, ти си сега на мастер, ќе завршиш, што би сакал да работиш во иднина? Не сум размислувал многу прецизно за ова, бидејќи сакам прво да се фокусирам на мастер студиите, па кога ќе ги завршам тие, веројатно тогаш ќе барам дали, односно што понатаму, дали ќе ги продолжам и докторските студии, или дали ќе барам вработување, на пример, во некоја од државните институции поврзани со безбедноста, нели? Така, да. Еве, ти како некој млад човек, како гледаш на сето тоа? Дали има доволно можности, особено за, како што ти објасни, во делот на безбедноста, особено, нели, за Институтот за безбедност, дали има доволно можности за младите веднаш да го искористат нивното знаење, или никако се ограничени во делот, бидејќи, нели, ако ти имаш учено во оваа насока што имаш учено, неверојатно би сакал да се усмериш баш во тој дел во работата. Дали мислиш дека на некој начин кај нас
барем ограничено во таа насока за вработување или сметаш дека има доволно позиции кои што младите веднаш по завршување на нивното академско образование ќе можат да се вработат? Видете, Македонија е мала земја, нема огромна безбедносна заедница како што имаат на пример поголемите држави и можеби е малку потешко сите дипломирани студенти да најдат работа нели токму во безбедносниот сектор. Меѓутоа, по правило би требало токму дипломираните студенти на сите образовни институции поврзани со безбедноста тие да имаат нели предност и приоритет во вработувањето и секогаш тие треба да имаат интерес да се вработат во тие институции бидејќи не секој што запишува еден ваков факултет има конечна цел да се вработи во некој од тие државни институции. Имаат нели други интереси и цели зашто го запишуваат факултетот, но тоа само кај мал број на студенти. Но една од главните причини зашто се помал број на луѓе да речеме аплицираат или бараат работа во оваа насока е на пример платата. Има многу поатрактивни позиции во приватниот сектор, нели со програмирање со едно со друго. Исто така и самата специфичност на работата во безбедносниот сектор, односно таа сепак носи ризици за самиот живот и работата е непредвидлива, нели не секојдневна, се менуваат постојано ситуациите, работните обврски. И тоа за некој може да представува проблем. Исто така има, што сметам дека главен проблем е партизацијата или политизацијата на овој сектор, која не е од сега нели од подамна и не е само во тој сектор, туку во сите институции нели ги има во одреден степен. Но токму во овој сектор сметам дека треба да се вработуваат исклучиво професионалци кои ќе се водат пред се од интересот на државата, кои ќе го стават над се тој интерес и на државата и на народот пред било каков личен или партиски интерес на пример. Така, ја би се согласила со тебе, но еве во делот на тоа што го спомна, можеби и денеска има позиции, односно позиција која што може нели денеска си е на некој начин хибридно, работиме на компјутери и можеби безбедноста може на некој начин да биде искористена, односно самата професија нели на работа на интернет, односно нели сајбер безбедноста, но во тој дел нели секако треба да имаш надоградување, да се разбираш нели од информатика, од технологија. Дали мислиш дека иднината на безбедноста е повеќе во насока на сајбер безбедност и дека тука многу повеќе треба да се вложува и тука всушност и некако иднината на оние кои што сака да се занимаваат со безбедност? Па да, дефинитивно иднината на безбедноста на некој начин ќе биде по фокусирана околу сајбер безбедноста, бидејќи се станува дигитално и се станува зависно од сајбер просторот. Така што дефинитивно треба да има поголема концентрација на студенти што би изучувале сајбер безбедноста. И сметам дека треба да се опфати сајбер безбедноста во сите факултети за безбедност и тоа малку од потехнички од по. Сега сакаш да кажеш дека не е толку многу опфатена како што би требало да биде опфатена за на пример за денешното време? Па не. И треба сите што се занимаваме со безбедност да бидеме запознаени со сајбер безбедноста, барем од теоретски аспект, бидејќи реално техничкиот аспект е повеќе за оние што се занимаваат со програмирање и слично. Така. Да. Еве сакам да се навратиме пак на хибридните војни. Нели тука се сајбер безбедноста, еве хибридните војни и како тие се поврзани со когнитивните војни. Еве ние зборуваме војување, јас неколку пати спомнав војување, еве и пак ќе спомнам, ама дали како изгледа тоа денеска? Еве на пример сака некој да ме таргетира и одредена држава која што е во конфликт нели со друга држава и сега сака да ми ја извитопери на некој начин перцепцијата за таа држава, нели, која што е всушност напади, да си придобие во нејзина полза. Како тоа може да го направи? Како јас сум извојувана и поразена на некој начин, а како јас можам на некој начин да ја победам таа хибридна војна, односно да се заштитам или општеството да се заштити? Дали тука мислиш дека главна улога има медиумската писменост, бидејќи ако ние знаеме да препознаеме лажни вести, дезинформации, мисинформации, тогаш можеби многу полесно можеме да го прескокнеме тоа и да продолжиме? Значи, хибридните војни или хибридните закани вклучуваат
комбинација на повеќе инструменти на моќ на држава, значи почнувајќи од воена, дипломатска, културна моќ, политички инструменти, економски инструменти, разузнавачки инструменти и секако и когнитивното убавање и пропагандата. И најчесто се прави комбинација на воени или невоени елементи и се прави на тој начин што е тешко да се докаже кој стои за сите тие закани или напади, хибридни или како сакате. Да, тешко е нели да се открие кој точно стои зад нив и тешко е да се открие дали сме таргет на такви операции. Меѓутоа, повторно ќе го се навратам тука неа тој ехо комора ефект кој нели предизвикува поларизација, поларизацијата нели поделба и раздор во едно општество и тоа води кон дестабилност. Што е всушност и главната цел на хибридното војување и на когнитивното војување, да предизвика дестабилизација за да можат да овозможат услови за евентуален воен напад, на пример, ако е и тоа целта, или пак не мора да има воен напад, зависно од целта нели од стратегијата што има една држава кон друга. На пример, во случајот со Украина, евидентна беше нели огромната хибридна стратегија што имаше Русија, врше и сајбер напади и се обидуваа нели да соберат поддршка претходно, односно правеа пропаганда, ја оцрнува Украина, се обидува да го оправдаат нели чинот што го направија со инвазијата и така натаму. Значи, кога ќе се спојат сите тие елементи, може да се препознае дали нешто следува или не. Така, тука јас би спомнала Македонија. Колку Македонија во овој дел, еве според тебе, сепак ти си млад истражувач и нели во делот нели за Украина, еве за Русија зборуваме сигурно и нели ти интересирало да истражиш и каде Македонија се наоѓа во сето ова. Дали сметаш дека Македонија оди кон тие стапки, дали сметаш дека доволно вложува во сајбер безбедноста и дека можеби ако би вложувале многу повеќе би биле нели и на меѓународен план некако по истакнати во тој дел и некако би биле по доминантни ако би имале добра сајбер безбедност. Па да, сајбер безбедноста значи не е нели важна само од аспект на пропаганда, туку и од аспект на тоа што многу од нашите институции се дигитализирани. Прашање нели колку се дигитализирани, но сепак се потпираат на дигитални платформи и слично. Имаат одредена дата база на информации, да. Токму тоа. Во однос на тоа колку сме подготвени е прашање, но сепак имаме стратегија за спроваѓање со хибридни закани, стратегијата од 2021 до 2025, каде што е наведено нели како би се справиле во одредени ситуации. Меѓутоа, и што е потребно нели односно кои се нашите слабости, кои се нели нашите јаки страни. Меѓутоа, јас лично сметам дека од хибридните закани за Македонија најсериозна закана значи не е воена закана или нешто, тој е тип туку повеќе дезинформацијата или пропагандата или когнитивното убавање, односно креањето на одредени наративи. И тоа во смисла на пример некој инцидент, дали сцениран или не, небитно, меѓутоа експлоатиран од одредени центри на моќ кои не сакаат да видат добро на Македонија, на пример, или кои сакаат да предизвикаат дестабилизација во Македонија, на пример. Често пати се случува нели некој знаме да биде запалено од страна да речеме на некој си, еве кога се слави денот на албанското знаме, нечесто има некој да речеме провокатор или слично што ќе запалат македонско знаме и веднаш тоа буди негативна емоција и негативни реакции кај македонската страна, иако тоа се само да речеме неколку поединци, 3-4. И таквите информации може да бидат таквиот настан може или да биде исцениран, намерно да биде направен, или пак да биде експлоатиран од одредени структури кои ќе сака да удрат во една невралгична точка нели во Македонија, тоа се да речеме меѓуетничките односи и да предизвикаат на некој начин дестабилност. Или од друга страна може да се искористат некои инциденти до тој степен да се нарушат и меѓусоседски односи на две држави. Например, запознаени сме со случајот на претепувањето на Христијан Пендиков. Се разбира, треба да се осуди секакво насилство кон било кој, меѓутоа тој инцидент прерасна од една обична тепачка, без разлика за што била таа предизвикана, прерасна до степен да се нарушат односите помеѓу две држави, тоа сојузници во НАТО, нели.
И сега се постава прашањето кој би имал интерес да се направи таков инцидент до степен на нарушување на односи. И ќе видите дека и кај нас и во Бугарија на пример За истиот случај што го спомна или? Да, па и генерално, најголемите, на пример, оние што шират најмногу омраза кон Македонија од страна на Бугарија, по некоја случајност се најголеми русофили или да речеме подржувачи на Русија, истовремено се анти-ЕУ, анти-НАТО, односно сакаат Бугарија да излезе од тие институции. Но зошто мислиш дека се прави тоа? Дали мислиш дека економскиот аспект е единственото нешто затоа што го прават тоа или едноставно така им одговара? Што мислиш дека е клучното нешто што и они имаат полза да го прават тој раздор или еве што викаш ти да имаме ние на некој начин нарушени меѓусоседски односи или од некој таков чин што се случило со претепувањето, веднаш да се направи нели таков хаос на некој начин да го кажам и едноставно да се нарушат односите. Дали мислиш дека освен економскиот нели аспект, економската придобивка која што можеби лежи, што друго лежи за да на некој начин се прават такви немири? Како што реков, искористување на такви инциденти иде во прилог на оние кои не сакаат да видат добри односи или нестабилност во, например, јужното крило на НАТО, односно помеѓу две земји членки како Бугарија и Македонија. И затоа споменав дека оние што најмногу го култивираат таа негативна енергија помеѓу двете држави, по некоја случајност се токму следбеници или фанови на Русија, а од друга страна мразат Европска унија, мразат НАТО и кај нас и кај нив. Значи тие кај нас што се најголеми, да речеме, негуватели на бугарска омраза или омраза кон бугарскиот народ и се што бугарско, по некоја случајност повеќето од нив се токму русофили или како да кажам, следбеници на Русија. И тоа можеби не е случајно или да е случајно, сепак тоа иде во прилог само на еден центар на моќ, нели? Тоа е Москва. Бидејќи немаат интерес ниту Македонија, ниту Бугарија. А каков мислиш дека интерес имаат они да го контролираат овој дел, односно Балканот, бидејќи реално ако гледаме Македонија и Бугарија географски се на многу добра позиција и според делот на самата политичка географија играат и голема улога. Па да, не само Бугарија и Македонија, туку општо целиот Балкан е стратешки значаен и од секогаш бил во интерес на руската држава, порано на Руската империја. Меѓутоа Балканот моментално, како што гледаме, е речиси целосно интегриран во западните институции. Например, Бугарија, Грција, Хрватска, Словенија и Романија се сите членки на Европска унија и на НАТО, а ние пак заедно со Албанија и Црна Гора сме членки и на НАТО. И Србија нели настојува на некој начин да се приближи кон ЕУ. Значи целиот Балкан, да речеме, е во не под контрола, но западно ориентиран, така да кажеме. И сега Русија ако сака да го врати тоа нејзино влијание, мора прво да го растури тоа влијание што го има Западот. И тоа е искористување токму на некои такви инциденти. Така, но еве се уште на некој начин можеме да кажеме дека не сме обединети. Не сите земји кои што се балканските земји не се во НАТО, ниту во Европската унија и според нашите политичари и оние што ги нели пратиме од соседството, во догледен блиска иднина можеби и нема таа обединетост на некој начин да се случи, но еве ти освен тоа што истражуваш во делот на безбедноста, ти пишуваш колумни. Имаше една интересна колумна што ја пиша како да се реши спорот со Бугарија и тука имаше некои предлози до нашите политичари и ова е многу интересно бидејќи политичарите треба всушност и да земаат идеи и мислења од младите бидејќи можеби ние сме покреативни од колку што се они, нели во делот нели на самото психолошко развивање и можеби младите може да најдат многу покреативно решение за спорот со Бугарија отколку што тие би го пронашле, па еве дали ќе можеш да ми кажеш какво креативно решение ти имаш напишано и предложено во твојата колумна? Па да, моето креативно решение во однос на спорот помеѓу Бугарија и Македонија повеќе се однесува на историските прашања. Бидејќи да не се лажеме, ниту ние некогаш ќе ја прифатиме целосно наративот или гледната точка на Бугарија за историјата или за некои ликови настани,
ниту пак они ќе прифатат нашата, и сега тоа не треба да биде некој голем спор или некоја голема пречка помеѓу нашите односи, туку треба да се изнајде некое креативно решение, како што го нареков. И тоа би било во смисла на создавање по два музеи од едната и од другата страна на границата, нели кај граничните премени. И во тие музеи, на пример, на наша страна ние би ги доставиле сите докази, сите факти, сите аргументи што се на наша страна во однос на историските прашања, а бугарите тоа би го направиле за нивната страна, нели нивни аргументи, нивни докази и слично. Така што секој што ќе го интересира, пример, некое странство или било кој, кога ќе предиде во Бугарија, на пример, од Македонија, ќе може да погледне историјава на Македонија во однос на некои прашања и потоа да ги погледне аргументите и страната на Бугарија, нели кој што мисли и самиот да се донесе некој заклучок. Бидејќи навистина е трагично да се зборува постојано, веќе не знам од кога сум роден се зборува на овие прашања, веќе има многу поважни теми. На пример, веќе се зборува за тоа дали човекот ќе остане човек во биолошка смисла на зборот, се зборува за трансхуманизам, многу поважни теми. А исто така и на народите во Бугарија и во Македонија ги интересираат многу повеќе, на пример, темите за добро здравство, добро образование, намалување на корупција и слично. Што ни недостига на нас. Ствари, ние мислам дека тоа и во претходните епизоди кога зборевме за самото тоа што ние немаме инфраструктура. Баш тоа Дамјан го зборуваше во една од епизодите на Хоризонт Елма, збореше за тоа што ние немаме инфраструктура, значи ние не сме поврзани со нашите соседи. Понатаму ние, што викаш ти, сме заглавени во некои историски прашања кои што толку многу лесно би можеле да се решат ако ние некако се отвориме и комуницираме за тоа. Да, има историски комисии кои што треба да решават за историските прашања, јас со тоа се согласувам, но мислам дека треба некако луѓето повеќе да се поврзат и повеќе да зборуваат, затоа што ние цело време сме некој таргет на манипулации, дезинформации и на некој начин она когнитивна психоза што се создава кај нас цело време не води оној делириум дека да, значи ние треба всушност да се мразиме со нашите соседи, не само еве за Бугарија, воопшто зошто треба да се мразиме со некој народ, а всушност можеме ние едноставно да бидеме тука, да сме добре дојдени и да некако да имаме бенефит економски, да имаме бенефит со тоа што ќе ги разменуваме нашите култури, со нашите добрососедски односи, колку многу работи би можеле да се направат, особено ние на Балканот ако бидеме по соединети на некој начин. Веќе кажеме еден личен пример, значи ја поради тоа што имам мајка што е родена во Бугарија, цел живот одам во Бугарија, значи од бебе. Се некој да не ме свати погрешно, не сум бугарин или со бугарско потекло, напротив, дедо ми Јордан Костадинов Иванов е еден од основачите на Омо Илинден, или на првата македонска организација во Бугарија, и тој исто така има и лежано во затвор во времето на комунизмот, во времето на Тодор Живков, поради тоа што ги организирал македонците. Поентата ми е дека, а исто така и пресудите во Страсбург што сега постојано се зборат се и негово дело на некој начин, бидејќи неговото име стои во тие пресуди. Но како и да е, ете, цел живот одам во Бугарија и да некој начин имам некоја слика за тоа што се случува таму. И можам да кажам слободно дека и таму луѓето, значи не ги интересира толку тие теми, меѓутоа ги интересира од аспект кога ќе настане некоја ситуација со политичариве, некоја блокада или пречка. Можам слободно да кажам дека порано пред да се нарушат толку односите, кога патувавме нели за Бугарија, на пример, за продолжен викенд или било што да ги посетиме баба ми, дедо ми, имаше по стотици коли, значи се чекаше со часови. Зашто што многу македонски граѓани одеа во Бугарија на туризам или на шопинг, на било што, и обратно. Од бугарската страна многу доаѓаа на особено во Струмица, тука нели во Радовиш и слично, и во Охрид, во Дојран, така натаму. Туризмот помеѓу двете држави беше на многу повисоко ниво. А сега, последниве 2-3 години, дури на продолжен викенд се чека само по 5-10 минути на граница, бидејќи нема воопшто коли. Значи, од целата таа психолошка или когнитивна кампања, како сакате, се нарушија односите до тој степен што на некој начин економиите на државите страдаат. Тотално непотребно според мене. Да, и тоа што го спомнав, економиите, ние луѓето, особено еве Македонија, затоа што се цели да влезе во Европската унија, едноставно на некој начин луѓето, мислам дека тапкаме во место, особено младите. Младите чувствуваат толку голем притисок, не затоа што нели не сме во Европската унија, туку затоа што
не сме во Европската унија. Мислам дека лошите услови, ние мислам дека ќе почнеме како по старите наши да зборуваме во Европа, со ова. Не треба да бидеме такви. Мислам дека ние баш треба да ги носиме промените и дека овие тешки прашања не се толку тешки, само што едноставно не се доволно дискутирано. Ова е многу интересна тема и многу ми е драго што еве почувствува некоја сигурност да можеш да зборуваш за тоа и дека дедо ти едноставно во таа насока нели ти оставил простор, ти си се родил во Македонија и ти нели се чувствуваш како македонец и едноставно кога си гледал од таква перспектива кога си растел, си гледал многу поинаку на работите и едноставно некако не ти е можеби јасно за одредени прашања зошто се дискутирали, зошто наративот е баш во тој дел, но еве што друго би можел еве да ни кажеш барем дедо ти што ти има раскажувано од минатото. Па видете, дедо ми бидејќи бил во затвор токму од страна поради тоа што ги организирал македонците да се борат за своите права во Бугарија, тој не би зборал баш најдобро за Бугарија, нели? И за бугарската држава. Меѓутоа, ја не ќе да дозволам никој да влие врз целосно да ми создаде некоја слика за како функционира светот и се обидувам и сам, нели, да осознам целосната слика. Бидејќи дедо ми доживал некои негативни искуства, не само дедо ми, туку и целата моја фамилија таа страна. Меѓутоа не сакам тоа да дозволам некои негативни искуства што се случиле во минатото да влијаат и врз, на пример, подобрување на единината помеѓу двете држави. Бидејќи секој може да сподели некое лошо искуство. Еве, на пример, ако германците и французите се навраќаат на Втората светска војна и постојано, и ако нели кажуваат вие французите губивте дедоми или вие германците губивте дедоми и слично, докаде ќе оде тоа? Нели нема да можат никогаш да бидат на тоа ниво што се денес и двете држави, ако постојано се судираат помеѓу себе за некои такви прашања. А инаку да, дедо ми иако он не ми ширеше антибугарска пропаганда, меѓутоа ми кажуваше објективно што се случувало, нели, како бил во затвори, како страдале и баба ми, мајка ми, тетка ми и сите. И секако тоа, нели, доста негативни мемории буди, меѓутоа он имаше почит и кон бугарите како народ и кон македонците, и затоа беше почитуван и од бугари, и од македонци, и од роми, турци, бидејќи живеа со многу други етнички заедници. Едноставно човекот не го прави тоа што е по националност, туку одредени принципи, нели, што ги има секој од нас. Така, оно што го носиме во себе, и тоа мислам дека добро го кажа, кога креираме одредена слика или одреден став за нешто, многу е важно прво да ги согледаме сите страни и многу е важно пред да судиме да не нашето да се водиме по емоции. Понекогаш и потребно разумот да не води, бидејќи тогаш и нели она трезвена мисла, бидејќи тогаш нели се донесуваат оние вистински одлуки. Но еве сакав да те прашам од тука дали сметаш дека ќе оставиме оваа тема со Бугарија, во смисла сакам да начнеме малку, дали сметаш дека аполитичноста на младите придонесува до тоа да се случуваат овие сајбер или да кажам когнитивни војни? Па вака за младите, нели, во однос на когнитивните војни, војување и слично, значи ние живееме во ера или сме израснати во ера на огромно изобилие на информации од секаков вид постојано. Значи со тоа и нашите когнитивни способности се дури отпаднати, нели, падна внимание, падна концентрација, падна паметење. И тоа резултат, нели, на безумно скролање постојано и гледање на видеа во краток формат како TikTok и слично, Instagram рилови и така натаму. И дополнително, како капак на сето тоа, најголемите војни сили го истражуваат, односно веќе го концепираат шестиот домен за војување. Тоа нели човековиот ум. И сега се наоѓаме во една ситуација каде што големиот предизвик што ќе го има нашата генерација, според мене, е да се зачува суверенитетот не на територијата на државата, туку на самиот ум, на самата когниција, на самата свест што ја имаме. И односно дали и се во наши раце, дали ќе дозволиме да станеме условно кажано батерии во матриксот или робови на кратки задоволства како што предвидувал нели Алдус Хаксли, или пак ќе почнеме самите да се ослободуваме тој дигитален или виртуелен синџир наметнат од алгоритмите и слично,
и ќе продолжиме нели да го носиме оној оган на претходните генерации на иновативност, на гениалност и општо на борба за подобро утро, што би се рекло. Така, но еве ги спомна социјалните мрежи, TikTok, за TikTok баш и мислам дека е така поконтроверзен социјален медиум и кога го користат, например, нели, го користат повеќе млади, сега и во многу држави има и забрана нели за користење, во Австралија го забранија, мислам дека Франција, Данска планираат. Да. Затоа што не е баш најбезбеден во делот на тоа што се пласира на младите и на когниција на корисниците. Но еве, дали мислиш дека во одреден дел на некој начин и баш се злоупотребува со оние кратки видеа што се тренди, што се пласираат и што треба нели младите да пратат некој тренд и да се снимаат, или во оној дел на самите звуци кои што се навраќаат или самите песни кои што кружат на тој медиум, па нели сега и достапно е тоа и на Инстаграм, нели на некој начин секоја социјална мрежа личи на одредена социјална мрежа, но всушност не е таа мрежа, па го има задржано на своето, но дали сметаш еве малку поконцизно ќе го прецизирам прашањето и темата на што сакам да збориме. Дали мислиш дека преку звуци кои што се пласираат и кои што на некој начин се тренди, на некој начин се когнитивно манипулира со самите корисници? Па видите, во однос на TikTok, например, го забрануваат нели во одредени држави, меѓутоа не само TikTok, туку и останатите социјални мрежи за користење нели на деца под одредена возраст. Во однос на TikTok стравот кај западните држави особено е поради можноста да се крадат информации нели, односно податоци за однесувањето на нивните луѓе и тоа да ги користи нели кинеската држава. Но сите социјални мрежи како TikTok направија сличен формат на видеа, краток нели по 10-15 секунди и она постојано да го скроламе, да го гледаме и да тие звуци што ги кажувате. Тоа уште всушност во 1972 баш има еден документ од одбранбеното разузнавање на САД, каде што зборат за така наречено контролирано офанзивно однесување, каде што се наведени истражувања од страна на советските научници и од страна на други научници кои токму на тоа истражувале како влијаат повторувањето на одредени звуци, на одредени слики, на одредени бои и така натаму. А сето тоа еволуирало на крајот на денот во ова што го гледаме денес. Е сега дали самиот TikTok или Instagram или било што се замислени како оружје за таа намена, нели, прашање кое тешко дека да се одговори. Може сето тоа колатерална штета, нели, начинот на кој ги пласираат тие информации преку кратки формати, когницијата може би на некој начин колатерална штета. Тоа што когнитивните способности ни отпаднаа поради таквите формати. Меѓутоа, дали сметаш дека тука самите на себе си можеби си наштетуваме? Еве, например, јас сум креатор на контент за социјални мрежи и сега јас ако видам дека е тренд и 7 секунди едно кратко видео да направам, дали мислиш дека си правам штета? Не само на себе и на луѓето кои што ме гледаат. Мислам дека сега контентот од 7 секунди некако како да почна да се намалува. Мислам дека и овие кои што ги водат социјалните мрежи сватија дека луѓето се поглупави да некој начин стануваат и дека 7 секунди прави генерација која што на некој начин не може ни да се поднесува меѓу себе си, бидејќи не може нели да држи внимание. Дали сметаш дека сега никако на некој начин се балансира во тој дел и дека алгоритмот кој што сега не води е малку по, не знам, позголемен, дека од 7 секунди сега пак некако како да се навраќаме на она, бидејќи човекот на некој начин му е потребно она содржина да осознае, или сепак сметаш дека новите генерации се тотално она веќе 7 секунди, па може и 3-4 секунди не држи внимание и толку. Вака јас се залагам нели луѓето да бидат информирани на секој можен начин, вклучувајќи такви видеа од краток формат, меѓутоа проблемот се јава во тоа што тие се екстремно зависни и што докажам дека влијаат многу штетно врз, например, врз вниманието и врз концентрацијата на луѓето, не само на младите. Па баш пред некоја недела во Конгресот на Америка, ако не се лажам, беше повикан токму научник од областа на когнитивната психологија пред нели
конгресмените и сенаторите. Не се сеќам дали точно беше во Конгрес или во Сенат, да не битно. И тој токму за тоа им објаснуваше дека содржината која се пласира денес не е толку битна, тоест битна е, но форматот во која се пласира, односно оние кратки видеа, кратки текстови, слики и слично, е многу побитна, бидејќи многу штетно влијае на когницијата на младите луѓе и сите научни истражувања уште, например, има мерења за тоа колкав е распонот на внимание на луѓето уште од пред децении и например од, да речеме, од 50-тите или од 60-тите многу значително опадна. Дури нашава генерација, колку што знам, има најкраток распон на внимание, тоа 7 или 8 секунди, што некој вика дека е помало од вниманието на златната рибка, нели? Значи, да, сериозно. може така. Дали мислиш дека тоа ќе се намалува во иднина? Тоа најмногу зависи од нас самите, дали самите читаме книги повеќе, дали повеќе се едуцираме за некои одредени теми, дали играме, например, игри како шах повеќе или било што го логички. Да, што логички го тестира мозокот и слично, односно што бара поголем когнитивен напор од тоа да се изгледа 5 секунди видео, например. И тоа зависи од нас, меѓутоа не сме целосно криви ние, бидејќи, значи, социјалните мрежи, нивниот концепт на кој е направен го користеле и од казината, например, во Лас Вегас, како да ги направат позависни, што значи дека на некој начин тоа е натак врз умот на човекот, дали намерно или ненамерно, свесно или несвесно, не е ни битно. Битно е да се осознаат овие работи и да се действува во однос на тоа. Значи, веќе, нели, како што набројавте, Австралија, Франција и некои држави преземаат мерки околу тоа. Сега тука е тенка границата на тоа дали таквите мерки, односно да се забранат одредени апликации што се информативни или слично, дали тоа е, нели, кратење на слободата и така натаму, и тоа е прашање кое треба да се дебатира многу повеќе од некои други прашања според мене. Така, сакам да се навратиме во тоа дека еве ти имаш истражувано баш за когнитивното војување, за сајбер војувањето, безбедноста. Во тој дел сакам да те прашам кои од земјите во светот можеби се на некој начин најспремни и можеби најмногу вложуваат во тој дел. Тука би ја споменал најпрво Естонија, која има едно од највисоките нивоа на сајбер безбедност, таа е помала земја, мислам, и територијално и популацијски, ако не се лажам, помала од Македонија, но имаат вложено сериозни напори. Но уште поважна земја што во овој контекст на когнитивно војување би ја спомнал е Тајван. Имено тие имаат академија наречена Кума, која буквално е со цел да зголеми отпорноста на народот, на луѓето на Тајван од когнитивни, психолошки, информацијски операции кои доаѓаат пред се од Кина. Односно тие се обидуваат на некој начин да го спремат народот, да го издржи тој наплив на информации што доаѓа од државните елементи, од разузнавачките елементи и од целата кампања и стратегија на Кина што води моментално против Тајван. И верувам дека пред да се случи таа евентуална инвазија врз Тајван или блокада, како и да ја започнат, ќе следува многу позасилена информацијска кампања од страна на Кина и сите веќе цел свет ќе знаат прилика за тоа прашање, нели, околу Тајван. И мислам дека Тајван има добар пристап со таа академија, односно веќе го спрема народот да не потпадне на таква пропаганда. Инаку исто тука би ја споменал и ситуацијата во Русија и Украина, имено еден руски политички научник, поранешен советник на Путин, Сергеј Марков, во една статија во РИА Новости, ако не се лажам, значи во пропагандистички на едно пропагандистичко гласило на Москва, нели, РИА Новости, пишуваше текст за тоа зошто рускава инвазија не тргна како што беше планирано, бидејќи, нели, сега не паѓаме на пропагандата дека тоа требало да биде операција од 3 дена, како што, нели, во Западот прво се пласира. Но исто така не се планирало ни 4 години да трае таа операција, како што веќе трае. Значи мислиш дека излегло на некој начин од рад? Да, дефинитивно излегло од контрола и тој Сергеј Марков вели дека тоа е резултат на отпорот на свеста или што го развиле украинскиот народ, односно со други зборови или во контекст на ова што го збориме, когнитивна отпорност кон руските дезинформации, бидејќи нели они очекувале веројатно дека украинскиот народ,
на некој начин ќе ги пречека како ослободители или дека нема да даде отпор или ќе на некој начин сега ништо не веруваат. Што и да се пренесе во интернет сферата, односно во медиумите, веќе ништо не веруваат. На некој начин во тој дел мислиш дека се по отпор, дека се отпорни? Па не веруваат тоа што доаѓа од Русија особено. И информации што идат во корист на речеме некоја во корист на Украина. Не веруваат во она што е во корист на некоја информација што бија искористиле на вистински начин? Да, односно што би видела во прилог на руската кампања или на руската стратегија во однос на Украина, едноставно стана имуни на такви информации. И Сергеј Марков вели дека токму тоа е проблемот и дека ако Русија не преземе сериозни мерки да го поправи таа когнитивна војна против Украина, дека нема да победи, односно нема да ги оствари тие стратешки цели што си ги поставија на почетокот на војната. Така, ова е баш интересно. Не верувам дека многу се навлезени во ова, но еве многу интересно кога не секојдневни теми можеме да ги преточиме и да се изборуваме и да бидат достапни до луѓето, на пример, да кликнат и еве подкаст има за когнитивна безбедност. Кога било тоа, а пак и ние сме млада генерација, но кога ние во средно или во основно сме имале можност да слушаме подкаст на толку различни теми, но еве сакам да ми раскажеш, бидејќи имаш одено на Work and Travel во Америка, сакам да ми го раскажеш твоето искуство и за она перцепција дека американците не читаат и дека се многу ограничени, а македонците пак ние сме многу паметни, многу сме начитани, оние стереотипи кои што ги имаат и каква беше твојата слика која што имаше за САД пред да отидеш таму и каква беше кога се врати? Појете искрено имав некои однапред добри очекувања за Америка и рече сите се исполнија. А инаку самото Work and Travel искуство го препорачувам на секој студент што е во можност да аплицира и доди, бидејќи едноставно таквото искуство е уникатно. Се стекнуваат луѓето со многу вештини, значи студентите се во една нова култура, нов систем, учат да се сноѓаат на еден поинаков начин, по несекојдневен начин и така натаму. Во однос на моето искуство значи работев 2 лета поред во стејтот Мејн, не е толку познат, но еве да речем некои информации за него, е најсевероисточен стејт на Америка, значи граничи со Канада и е популацијски помали од Македонија, кој е територијално доста голем, но летно време е прекрасно место за посетување. И ја работев во еден мал град наречен Рокленд и 6-7 жители број. И еден ден отидов до библиотеката, сакав да посетам, да видам зашто станува збор, какви се библиотеките, како функционира тоа таму. И се изненадев, значи таму имаше во таа библиотека преку 50.000 различни наслови, значи не се повторуваа. Исто така многу лесно се стануваше член, значи само требаше да дадам некоја адреса на живење и толку. Односно станав член за неполни 5 минути без да платам ниту $1. А исто така можев да земам колку сакам книги, без разлика што се, например, само еден наслов и да ги држам колку сакам, односно требаше само да на секој ден да им кажам дека ќе ги задржам уште 2 недели. И подоцна открив дека таквите библиотеки, во споредба со кај нас сакав да направам споредбата, например кај нас за да се земе книга треба да се плати $15, што не е некоја тоа цена. Тоа ти валјда било збунувачко, бидејќи кај нас треба да се плати членарина, треба да се плати одредена котизација за самата книга. Секако тоа не е проблем да се дадат $15 за книга, меѓутоа нашите библиотеки се далеку по-неопремени, например, од тие. Например, од една библиотека што е во еден мал град што скоро никој не го знае, например. Денеска младите мислам дека и за да сакаат да идат во библиотеки, ја бараат она естетика, сакаат да им изгледа убаво и сакаат некако библиотеката да биде библиотека. Кај нас библиотеките мислам дека толку многу се запуштени, ова се надоврзувам со тебе, едноставно на младиот човек и да влезе, не сака прво да влезе. А кога ќе влезе, мислам дека и со самата литература можеби нема толку многу да е задоволен. Па, видете, секој што е љубопитен и што има интерес, мислам дека ќе се адаптира каква и да е библиотеката, меѓутоа него пред се ќе го интересира да го најде тоа што му е потребно, нели, одреден наслов или одреден вид на литература. Сега, ако има некој ограничување во однос на тоа, односно ако ја нема таа литература достапно, или, например, ако има некоја книга што му треба, таа е само во еден наслов, во еден примерок,
од библиотеката ќе му каже дека мора да остави лична карта или некој документ за да може да ја користи. Што ретко кој би го направил тоа, нели? Може да однесе во читална да ја прочита малку, но не да ја земе дома да ја чита, да речеме, неколку дена, нели никој не би оставил лична. Па затоа и го спомнав оној комфорт кој што во некоја естетика, ако на пример јас треба да оставам личната карта, сега нели јас го имам насловот и јас сега го земам, го читам и сега јас не се чувствувам прво угодно да седам во таа библиотека, бидејќи нели како што реков, младите се водат по онаа естетика, сака добро на око, затоа на таков начин ќе се чувствуваат нели оние психолошки некои гледишта. И сега јас, уште па личната карта да ја оставам за книга денеска, мислам дека не е она што навистина на таков начин би требало да функционираат библиотеките. Па да, затоа мене многу ме инспирираше нели тој пример во Америка и напишав една колумна врз основа на тоа, бидејќи нели ете има некој наратив дека американците не се многу паметни, иако е тотална лага, барем ја кога што видов. Но исто она што многу поважно е што оние американци што се љубопитни, што имаат желба да научат нешто ново, имаат на располагање многу повеќе ресурси во однос на библиотеките кои се преполни со книги, преполни со информации од било кој тип. Се што ги интересира, речиси се има и тоа бесплатно. И тоа е многу важно, на пример. Дека кај нас нели ете не е иста ситуацијата за жал. А зошто е важно тоа според тебе? Јас би рекол дека ниту една институција не може да го едуцира човекот толку добро како што може добро опремена библиотека и секако љубопитноста што има тој човек, односно да му се создаде една атмосфера, на пример, можности да му се дадат. Можности, за да може да го култивира неговиот интерес, неговото знаење и подоцна да направи нешто од тоа за себе и евентуално и за државата, нели? Така. Да. Така да се надевам дека ќе ги погледнат библиотеките и многу повеќе ќе вложуваат не само во интериерот, туку и во она што е круцијално во самите библиотеки, а тоа е литературата. Иве, како за крај, Александар, дали би сакал нешто да порачаш или што би кажал до оние млади кои што се уште немаат одлучено што да запишат факултет и дали безбедноста можеби е една од водечките науки и идните професии кои што треба малку повеќе нели да се посвети внимание, бидејќи би биле многу на некој начин би биле потребни за самата држава, односно за самата Македонија. Па тие што не се запишале или се уште на факултет, а те ќе се запишуваат, им препорачувам нормално да запишат тоа што ги интересира, тоа што на многу ги влече. Во однос на тоа дали да запишат безбедност, безбедноста е сега моментално најактуелна тема и сега ако имаат интерес во тоа, дефинитивно нека идат во таа насока. А на сите би им препорачал нели да внимаваат на социјалните мрежи, односно да не дозволат да станат условно кажано робови на алгоритмите и секогаш да се информираат од повеќе страни, на пример ако прочитаат нека вест да ја видат и од другата страна, да не запаѓаат во тие екохомора ефекти и секако повеќе нели читање, истражување, љубопитност. Едноставно да не се запаѓа во тие стапици поставени од некој или свесно или несвесно од некои актери. Така, ти благодарам многу, Александар. Ти посакувам секое добро и многу успех во иднина. Се надевам дека вие останавте до крај на ова епизода на подкастот Хоризонт Илма и се надевам дека на некој начин вие доловивме сликата за тоа што е когнитивна безбедност и што е когнитивно војување. Останете со нас и слушајте и гледајте Хоризонт Илма.